Во ова видео ќе зборуваме за психолошки школи или психолошки правци. Психолошките школи представуваат различни теоретски концепти на истражувачите во областа на психологијата. Тие истовремено го одразуваат и патот на низ историскиот развој на оваа наука. Психолошките школи или психолошките правци представуваат најопшта психолошка теорија која ги интегрира сите важни психолошки чинители, хипотези, принципи и закони во еден ускладен систем. Хронологија на психолошките правци. Структурализам. Како основач на структурализмот се смета Вунд. Предметот на структурализмот е појавата на свеста. Постулатот е дека сите појави на свеста се состојат од три врсти елементи: осети, перцепции и чувства, без разлика дали се пријатни или непријатни. Од методите тие го користиле методот на експериментална интроспекција, така наречен метод на импресија. Целта на структурализмот е откривање на структурата на свеста и законите со кои се комбинираат незините елементи, како и нивната поврзаност со физиолошките процеси. Понатаму следен психолошки правец кој што ќе го разгледуваме е функционализмот. За основачи на функционализмот се сметаат Вилијам Џејмс и Џон Дјуи. Предметот на функционализмот се процесите на свеста, однесувањето и нивните функции. Тие сметаат дека функцијата е примарна во однос на структурата, предност си даваат на функцијата, и психичките појави се средство за прилагодување во средината и тие најдобро можат да се разберат преку нивната адаптивна функција. Целта на функционализмот е каква улога, односно функција, каква е функцијата или улогата на психичките процеси. Психоанализа. Зигмунд Фројд, основоположник. Предметот на психоанализата е целокупната личност и Фројда, натаму и неговите следбеници, акцент ставаат на несвесното, на нагоните, на соништата. Свесните и рационалните психички појави се секундарни. Тие се детерминирани од несвесното и ирационалното кај личноста, а корените за ова ги наоѓаме уште во раното детство. Метод кој што го користеле психоаналитичарите, односно прво Зигмунд Фројд па потоа и останатите, е метод на слободни асоцијации. Целта на психоанализата е откривање на несвесното и освестување на истото и се смета дека со освестување на она што е длабоко потиснато и несвесно, всушност личноста би го решила одредениот проблем кој што го има. Бихевиоризам, основач е Џон Вотсон. Предмет на бихевиоризмот е поведението, однесувањето. Тие примарно значење им даваат на надворешните поведенија, бидејќи сметаат дека тоа е нешто што може да се мери. Користеле метод на посматрање и целта е предвидување и контрола на однесувањето на личноста врз основа на претходно познавање на законите на однесувањето. Гешталт психологија, прилично популарна во последно време, за основачи се сметаат Вертхајмер, Ковка и Келер. Предмет е појава на свеста и однесувањето и постулатот е дека психолошкиот феномен треба да се третира како целина. Гешталт на германски всушност значи целина, а не како збир на составни делови.